Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за производство на пиво. Пивото е алкохолен пијалок со кој верувам дека најверојатно сите сте запознаени и едни од првите записи кои сугерираат на производство на пиво потекнуваат уште пред 4000 години, односно 2000 години пред нашата ера, значи 2000 години пред нашата ера, од страна на старите египтјани, иако постојат некои записи дека можеби е уште постаро. И они во тоа време пивото го произведувале главно само од јачмен. Во ред, иако во денешното пиво главната компонента исто така е јачмен, пред некои стотина години започнало и додавањето на хмелј, кој дава еден вид горк вкус на пивото. Е сега, пивата главно може да се поделат на две категории. Зависно од тоа каде се наоѓа квасецот по ферментацијата или по brewing, што се вика на англиски, после вриењето. Значи, ако имаме една комина во која се произведува пиво од јачмен, по ферментацијата квасецот може да се наоѓа на горниот дел, значи тука може да е квасецот со зелена боја, или пак квасецот може да се наоѓа во долниот дел како талок. Океј, ако се наоѓа во долниот дел, тие се нарекуваат пива со долно вриење, односно пива на долно вриење. Значи, пива на долно вриење. Вриење, односно ферментација, или на англиски brewing се вика кај пивата. Или пак пива на горно вриење. Значи, ова беше квасец и зависно кај се наоѓа квасецот, од кога ќе заврши ферментацијата, така ги делиме пивата. Океј, значи, ова е квасец. Овие пива на долно вриење исто така се нарекуваат и лагер пива, бидејќи од некој германски збор лагерд, што значи да ги чува, бидејќи ги чувале во ладни визби, така подолго време. И едноставно баш, така е, на лагер, така што ги имаш. Овие се почесто пивата кои ги сретнуваме. И квасецот кој учествува во производството на пива со долно вриење, односно долна ферментација, е Saccharomyces uvarum. Имаме главно три типа на пиво кои се со долно вриење, односно долна ферментација, и тоа се Пилснер, Дортмунд и Мјуних. Имењата потекнуваат од градови каде што почна да се произведува, значи Дортмунд и Мјуних се германски, доека Пилснер не е германски, него потекнува од Чешка и Словачка, поранешна Чехословачка. И околу 70 до 80% од пивата се овие Пилснер пива, така што прилично е битно. Сега ќе спомнам некои карактеристики за секој од овие, колку онака општо да има нешто да се спомне. Значи, еве, Пилснер е бледо пиво, кое има среден вкус на хмелј, има 3 до 3,8% алкохол, се чува 2 до 3 месеци и се користи мека вода за производство која има многу мала содржина на калциум и магнезиум. Значи, зависно, тоа е многу интересно, водата која имаш у регионот, тоа може да влијае на пивото. Во ред, например, ако водата која имаш е мека, тврда, содржи вакви или такви иони, тоа може да ти даде друг вкус на пивото. Еве, например, Дортмунд пивото, бледо пиво, исто бледо, но содржи помалку хмелј и затоа е помалку горчи, бидејќи хмелјот дава горчлив вкус. Али водата за производство дека е тврда, така која содржи големо количество на карбонати, сулфати и хлориди. Бројче не ни треба. Имаме Минхен, односно Мјуних, или германски град. Ова е темно, значи не е бледо, него е такво темно, ароматизирано, густо пиво со поблак вкус, зашто има многу мало количество хмелј, значи не е горчливо. Количеството на алкохол е добро, може да биде ниско или и високо, до 5%. И водата користена има голема концентрација на карбонати, значи исто како Дортмунд, бидејќи двете се од Германија, но има мала концентрација од другите иони. Океј, значи различна вода се користи. Имам уште едно Вейс пиво кое се прави во Германија, ама тоа има многу пченица од него и не е толку познато, така што нема да го разгледуваме. Сега,
тие кои се пива на горно вриење, односно горна ферментација, се ферментираат со помош на квасецот Saccharomyces cerevisiae. Значи, и вакви се пивата Але, Портер и Stout. Нешто повеќе текст за секој од овие. Значи, Але е всушност британско, така произведено од страна на Велика Британија. Бледо е, има големо количество хмелја, значи е доста горчливо пиво, иако може да имаме и благо Але пиво. И место кај што се произведува во Буртон, се направени добрите Але пива и водата е богата со гипс, односно калциум сулфат. Иначе има некои води кои немаат доволно калциум сулфат, па се додава вештачки. Во ред, значи овдека читам сега. Океј, значи некогаш нема доволно калциум сулфат, па се додава вештачки, значи ова Але тоа е горчливо пиво кое се прави во Британија. Имаме Портер, кој е темно кафеаво, густо и многу пенливо пиво, произведено од темен слад. Океј, помалку хмелј има и затоа е посладко. Има прилично висок процент на алкохол, 5%. Мислам за пиво висок. Имаме Stout. Stout пивото е многу темно, густо, со високо количество на хмелј и силна арома на слад. Повторно и ова има висока содржина алкохол 5 до 6,5, но некои Stout пива може да имаат помалку хмелј и да бидат благи. Значи, овие информации не морате да ги запамтите, едноставно да имате општа слика, дека имаме бледи пива, имаме темни пива. Имаш некои кои се погорчливи поради хмелј, некои се поблаги. Водата учествува многу, така зависно кои иони ги има во водата и од местото каде што се произведува таква вода и користат. Но некогаш може да се додадат и вештачки потребните иони ако ги нема во дадената вода. Во ред, овие се главните состојки кои се користат за производство на пиво. Првата состојка е јачмен. Главно се користат два видови на јачмен, Hordeum vulgare и Hordeum disticon. И од јачменот всушност ќе видиме малце подоцна видеото, се остава да изрти, значи се поминува низ вода, под која ќе почне да рти, се меле и се прави ко прашак на некој си начин, ко брашно. Па всушност се прави јачменов слад од него и понатаму така се користи. Многу е битно да има ензими, амилази кои ќе го разградат скробот, бидејќи јачменот има скроб, кој е растителен шеќер, кој е полисахарид и тој треба да се разгради до попрости шеќери за да може да биде користен од страна на микроорганизмите и се користат ензими кои потекнуваат од микроорганизмите или може да се додадат. Значи ќе збориме малце подоцно видеото повеќе за процесот како се произведува, сега само ќе спомнем дека јачменот се користи главно од два вида. Имаме хмелј, кој е всушност латинското име му е Humulus lupulus. Хмелјот расте покрај реки, онака во засенетите места покрај реките, значи под некој мост или така слично. Има многу интересна градба структура и во листовите, овие цветните листови, тие зелените ко приливчиња што му се, има жлезди во тие листови кои што содржат одредени смоли и есенцијални масла кои се потребни, односно кои учествуваат во процесот на производство на пиво и дава хмелјот еден горчлив вкус, така спомнавме веќе неколку пати, значи дава горчлив вкус, дава исто некој си вид на густина на пивото, стабилност и помага исто така и при пенливоста. Исто има и антимикробно дејство. И дури врзува некои протеини, така што прави побистро пиво. Така, значи, бистро пиво. Иначе, ако немаше хмелј, ќе беше позаматено. Тоа значи дека пивото без хмелј не би било пиво како што го знаеме денес. Трето се додатоци. Значи додатоците најчесто се некакви шеќери од други растенија, например имаме шеќерна трска, пченка, компир, кои всушност се прави брашно од нив, се сушат, се мелат и се додаваат во смесата. Едноставно за да има повеќе шеќери или повеќе ензими,
со цел да имаме поголем процент на алкохол или пак некој друг вкус да се добие. Може да бидат и некои други материи, али главно се додатоци кои вклучуваат некаков вид на шекер. Така значи може да се додае сахароза директно или може да се додае различни видови скроп од различни растенија и така натаму. Вода. Водата е многу битна, како што видовме и претходно, во однос на тоа кои минерали ги содржи. Океј, значи кои минерали ги содржи и колку е пH на водата. Например, ако имаме калциумови иони и бикарбонати, добиваме потемно пиво, бидејќи се смета дека тие го зголемуваат pH, така што некои танини ни даваат така потемно бојување. Не е сосема разбрано, но се очигледно е дека некои минерали варијаат на одреден начин. Например, нитратите успоруваат ферментација. Железото ја намалува колоидната стабилност на пивото и така натаму. Али главно ако има пониска концентрација на минерали се добива по-бледо пиво, значи кога тоа во пилснер што беше пивото, најчестото, тоа има ниска концентрација на минерали и затоа е по-бледо пиво. Но скоро никогаш немаме соодветна вода, така што скоро секогаш е третирана таа вода на некој си начин, или се додадени киселини, или се додадени бази. Во ред може да се додаде и калциум сулфат, односно гипс, и претходно го спомнавме, и тој процес се нарекува брутонизација, каде што всушност се намалува алкалноста предизвикана од бикарбонати, така што се намалува pH и тоа може да влијае на пивото, може да се отстранат ионите, ако сакаме да добиеме бледо пиво, значи може да направиме и тоа. Значи главно водата се третира пред да се користи, бидејќи скоро никогаш немаме соодветна вода за тоа што сакаме да го постигнеме. И на крај го имаме пивскиот квасец, кој спомнавме дека може да биде Saccharomyces uvarum или Cerevisiae, и сега ќе спомнеме само некои разлики кои ги поседуваат двата квасци, некои карактеристики со кои се одликуваат. Uvarum го сретнуваме поединечно или пак може да биде како во парови, така значи вака може да бидат квасни клетки, додека Cerevisiae може да го сретнеме како синџири да гради. Во ред, значи тоа е една морфолошка карактеристика. Cerevisiae создава повеќе спори наспрема Uvarum, значи создава спори кои ќе останат помногу време, значи наспрема Uvarum кој не создава спори или пак многу малку. Saccharomyces uvarum затоа може да ја метаболизира рафинозата, која е всушност три сахариди изградена од глукоза, галактоза и фруктоза, додека Saccharomyces cerevisiae може да ја метаболизира фруктоза само. Но затоа Cerevisiae има посилна респирација, односно подрукше развиен цитохромски систем. Во ред, значи побрзо создава АТП. Имаат и некои други разлики и некои други карактеристики, но тие се најбитните. Значи, во однос на индустријска микробиологија, Uvarum може да користи рафинозата и го сретнуваме како поединечни клетки или прави парови, додека Cerevisiae под микроскопот го гледаме прави колонии како синџири и ја користи фруктозата. И ова може да биде битно во однос на карактеризација и вкусот кој ќе го добиеме, кои шекери ќе бидат искористени. И сега ќе го разгледаме како всушност се одвива технолошкиот процес на производство на пиво. Во ред, ајде сега да проследиме како всушност се одвива процесот на производство на пиво. Го имаме овдека јачменот кој сме го собрале и нормално го чистиме од некои парчиња земја, песок, некои парчиња метали, некои други растенија кои можеби сме ги собрале и така натаму, и сега добиваме чист јачмен. И овој јачмен сега го потопуваме во вода или пак помивнуваме вода низ него со цел тој да набабри. Значи он треба да внесе вода внатре во него со цел да се поттикне ртење. И они се потопуваат во вода на температура од 10 до 15 степени Целзиусови и водата се менува на секој 12 часа, бидејќи кога ќе ги потопиш во вода почнуваат да се развиваат микроорганизми и со цел да немаме контаминација, ја менуваме водата. Океј, и они сега седат потопени во вода 2 до 3 дена, се додека нивниот волумен не се зголеми за околу 45%. Така, значи вода ќе навлезе во нив, ќе набабрат и потоа ги пренесуваме на подлога, односно сад, во кој ќе започне ртењето. Океј, значи ќе започне ртењето и тоа дека представено со овие вака што им искачаат. Океј, значи ќе започне да ртат
И при процесот на ртење, всушност имаме зголемена продукција на амилази и протеази. И тоа се ензими кои всушност се тука за да ги разложат резервните материи кои се наоѓаат внатре во семето со цел нели да може да рте и да почне да се развива растението. Ова е прилично катаболички процес, поради тоа се ослобода многу топлина, бидејќи се екзотермни реакциите. Се додава и гиберлинска киселина некогаш со цел да се поттикне побрз раст и се додаваат некогаш и шекери, бидејќи вкусот на пивото доста потекнува од соодносот на шекери и протеини и често има многу повеќе протеини него што треба да има и се додаваат шекери екстра. И овој процес на ртење трае од 4 до 5 дена. После тоа, кој ќе помине, правиме инактивација на ртењето. Значи сакаме ртењето да прекинем. Вред, за тоа ги изложуваме овие сега семки, основно овој јачмен на сува топлина. Океј, значи ова е топлина од воздухот, значи не вријат у сад, него е со топол воздух. И може да биде со температура од 80 до 90 степени Целзиусови 24 часа, или пак може да биде 100 до 110 48 часа. Што е поголема температура да ги добиеме потемно пиво? Океј, значи тука има разлика дали во различните пива. Во бледото пиво, например Пилсен, се користи ниска температура. Но ензимите не треба да ги денатурираме целосно, бидејќи ќе ни бидат потребни. Значи амилазите кои ги создадовме и протеазите треба да останат. Потоа овие семиња се мелат, нели се прави како брашно, се прави целото тоа како прав. Нормално тука има како колку треба да бидат измелени, да не биде премногу брашнесто, да има некоја си големина одредена. И од кога тоа ќе го направиме, се додава топла вода, која може да содржи некои шекери и други материјали, и се прави една како каша, како смеса, слад. Вред. И во овој слад сега амилазите кои ги имавме од претходни протеазите почнуваат да си работат стварно, така, почнуваат сложените шекери, скробот, да го конвертираат, особено алфа амилазите и бета амилазите, каде што ако го чуваме овој слад на температура од 60 степени Целзиусови, главно работат бета амилази, и се добива малтоза, бидејќи таа понатаму не е деградирана од страна на бета амилазите, додека на 70 степени алфа амилазите, скробот и се добиваат декстрини. Додека за протеазите битно е pH да е околу 5,5 и ова се постигнува со додавање некои киселини и слично. Мешаме и тоа се одвива така процесот некое време и се отстрануваат некои љушпи ако останале и слично, и од кога тоа ќе заврши, почнуваме со вриење. Океј, значи да става на висока температура со цел да врие пивото. И ова се постигнува со цел, ова се прави со цел да се постигне концентрирање на пивото, бидејќи дел од водата не ќе се замине и некои други материи и ќе биде поконцентрирано. Ќе имаме стерилизација, ќе ги уништиме сите микроорганизми, така кои се наоѓаат, и ќе имаме избистрување, бидејќи некои протеини ќе се исталожат, па ќе се отстранат и нема да биде толку матно. При процесот на вриење се додава и хмелјот, зависно како е пиво, некогаш се додава на почеток, некогаш при крај, некогаш за време на вриењето во дадени интервали и така натаму. Значи си постојат протоколи, каде што хмелјот, како што говоревме, ќе ни даде горчливост, пенесто пиво и ќе биде побистро, ако има повеќе хмелј. Од кога ќе помине вриењето, треба сега да го изфилтрираме, особено се отстрани некои ливчиња од хмелјот што останале, и плюс некои други субстанции кои може би коагулирале. Исто така имаме ладење, значи не се става топло во ферментаторот. И сега кога се наоѓа во ферментаторот, повторно, дали сега имаме процес на ферментација, кој го спомнавме претходно, дека можеме да имаме квасци кои по процесот на ферментација може да се наоѓаат горе, тоа беа пива на гордо вриење, и на долно вриење. Кај долно нели имавме Сакаромицес уварум, кај горе имавме Сакаромицес цервисија. Обично се додаваат од 7 до 15 по 10 на 6 клетки на милилитар волумен. Така ако ставиш 1 литар пиво во ферментаторот, ќе треба да овој број нели да го помножиш по 1000. Океј, значи на 9 ќе треба овдека за литар. Океј. И шеќерот, иначе првично е аеробен процес, мислам каде што клетките едноставно ќе се умножат, ова квасците, биќе вдека квасци се додаваат и после тоа веќе не ни треба кислород, анаеробен процесот, каде што шеќерот се конвертира во етанол,
CO2 кој дава газираност на пивото и исто така имаме благо зголемување на температурата. Некои шеќери ќе останат, например декстрини, некои малтотреоза, пропанол, бутанол, ќе се направат од аминокиселини, ќе се создадат и многу различни киселини, такви оцетни, лимонски, млечна, јаболкова, приогроздова, некои други аглехидрати ќе се создадат од ТЦА и така натаму. Значи, овдека има доста компликации кои може, мислам, на кои може да се елаборира, овдека е прилично захтевна тема на која температура треба да се врши ферментацијата, колка временски период, па кога треба да се промени температурата, како треба да се прави ваму таму, но тоа си има протоколи зависно од пивото кое се произведува. Значи ова е некои главни параметри кои треба да ги спомнеме. Сега, ако е пиво со долно вриење, долна ферментација, кај што квасецот останува како талог, ова првично се нарекува зелено пиво, зелено на водници, не дека е зелено по боја, него дека не е зрело. Така кога овош не е зрело, го викаме зелено. И ова зелено на водници пиво се става да зрее. И се става на температура која е релативно ниска, околу 0 степени Целзиусови, и тоа така се иде од 6, некојаш до 9 месеци. Океј, значи од 6 некојаш до 9 месеци. И овдека дури се додаваат повторно квасци со цел да се случи секундарна ферментација. Иако има квасци од претходно, може да останат. Каде што имаме зголемување на CO2, така што станува уште погазирано пивото, и имаме некои други молекули кои може да се создадат. Додека ако користиме квасци кои ни даваат горна ферментација, горно вриење, во тој случај се префрла во метални контейнери и се додаваат квасци, се додаваат шеќери, имаме некоја секундарна ферментација, и од кога тоа се ќе заврши, нормално дека е на 15 степени Целзиусови и трае 7 дена наместо 6 месеци, што е многу побрзо, али сепак овој вид на пива се поретки. Потоа се префрла во садови. Така, значи може биде во ливенки, шишиња и нешто друго. И многу е битно да се пази на контаминација, бидејќи при процесот на префрлање многу е лесно да контаминираме, така. Затоа некојаш се врши пастеризација, но тоа некој смета дека може да го наруши вкусот на пивото, како и да е. Исто така треба да пазиме да не се губи многу CO2, може некојаш да се додаде CO2 вештачки и слично. И како добиеме пивото? Сега, недостатоци дека пивото главно се во облик на заматувања, кои всушност може да бидат од биолошка и физичко-хемиска природа. Од биолошка природа се поради контаминација од некои микроорганизми. Тоа може да бидат квасци, бактерии, и произлегуваат од недобра работа. Така, значи, контаминација се јавила, некој дел од процесот не сме го сработиле добро, немало доволно внимание или слично, или пак може би е случајност, не знаеме, но ќе се појават микроорганизми кои ќе се размножат и ќе предизвикаат заматеност на пивото, и едноставно ќе се расипе пивото. Значи може да бидат бактерии, лактобацилус, пасторианус, педикокус, дамносус, некои квасци, клоекткера, хансенула и некои други. Океј. Физичко-хемиски фактори кои може да предизвикаат заматување се некои метали кои може да се најдат во пивото, тука спаѓаат железо, бакар, калај, имаме танини кои се врзуваат со протеини и при тоа прават заматеност. Имаме ладна и постојана заматеност, зависно од танините. Ладна е кога е ладно, кога е заматено само на ладна температура, значи на 0 степени, доека на 20 не е заматено, а постојано е, матно е секогаш. Полисахариди, шеќери кои може да дадат заматеност, и оксалати исто така, се оксалатни соединенија кои може да дадат заматеност. И тоа беше главно се за видео, се надам дека научивте нешто ново за пиво, како води процесот. Нормално ова повторно се на видео унаводници општи црти, секоја компанија си има унаводници како тајни, како некој дел се прави, такви мали работи кои се учат само со практична работа. И тоа е тоа. Се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.